Се помалку деца во училишните клупи, а се повеќе подрачни училишта со по неколку ученици. Демографскиот пад веќе директно ја менува и образовната мрежа во земјава, па од новата учебна година се очекува дел од малите подрачни училишта да престанат со работа. Од Министерството за образование велат дека процесот на оптимизација ќе продолжи годинава. Таму каде што во подрачните училишта има само по неколку деца, учениците ќе се префрлаат во поголемите централни училишта, каде според надлежните ќе имаат подобри услови за настава, поголема можност за социализација и пристап до кабинети, спортски сали и дополнителни активности. Но потребата од ваквата реорганизација ја диктираат бројките. Особено загрижува падот кај најмладите. Според последните податоци, на стартот на новата учебна година се очекуваат неколку илјади првачиња помалку. Според најновите податоци, годинава има околу 4900 првачиња помалку од лани. Дури ако се зголеми бројот на запишани деца во наредниот период, ќе имаме најмалку 3000 првачиња помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година. Статистичките податоци покажуваат дека наталитетот во тие години бележи пад. Тоа е една од причините за намалениот број ученици. Но падот на наталитетот не е единствената причина. Поранешната директорка на Државниот завод за статистика Благица Новковска оценува дека намалувањето на бројот на деца е тесно поврзано и со долгогодишното иселување, особено на младите и на луѓето во репродуктивна возраст. Сигурно имаат влијание и двата фактори, а тоа е и намалувањето на наталитетот, но се намалува наталитетот затоа што очигледно работоспособните и жените кои што се во возраст во која што може да придонесат за зголемен наталитет заминуваат. А за жал, ова второто нема да може да се докаже преку бројките, затоа што ако се погледнат бројките, излегува дека нашата земја има позитивно миграционо салдо, а сите сме свесни дека е многу негативно. Затоа може само да претпоставиме или во пракса сите имаме некој близо кој што заминал. Новковска оценува дека запирањето на иселувањето е сложен процес кој не може да се реши со една мерка, но подобрите економски услови и добро осмислените политики за младите можат да помогнат. Во исто време, државата мора попрецизно да утврди колку луѓе на вистина заминале, на која возраст се, каде се иселиле и поради кои причини. Според неа, посебно истражување преку домаќинствата би можело да даде многу пореална слика за миграцијата. Демографскиот пад веќе не е само статистика. Тој се гледа и во празните училници и паралелките со понеколку деца. Оптимизацијата на училишната мрежа е само една од последиците на подлабокиот проблем. Во државата има се помалку деца.